Па подолг период више и до надлежните институции поднесуваме и писмен приговор и лично одиме до натаму. Станарите, други станари кои моментално не се овде поради една работа што се. Имаме двајца овдека социјални случаи што се. Има и нарушено психичко здраве и така. Тамо никој не презема ништо. Има поради психички нарушени проблеми, ноќно време, кој ќе почна да галама, да вика, да се лупа, се фрла све и све што низ балконите. Денешно време све нужда се врши на балкон. И тој изметот, главниот измет тој што е, све се фрла долу. Тоа е овдека, деца мали си играт, проаѓаат овдека. Кола не може ни да се паркира ако сакаш од Сабајле да ја најдеш полна со човечки измет. Да, имаме и на писмено што е однесена, и во социјално. Социјално те префрлува на други, другите на други. Сите нон-стоп така ги префрлуваат во други служби да се иде. Друштво не настане некојаш, не дај Боже, на големо нешто, па после дебатни емисии ќе се има секако, треба овака, пропус ово. Затоа и ги повикавме више и медиумите, некако да ни помогнете вие барам околу ово што се случува. Ќе ме прашате зашто сум со ракавици и маска, бидејќи не знаеме со што ќе се соочуваме во оваа зграда. Мислам во станот кај живеат татко и син кој татко има околу 85 години, а синот околу 50 години има психичко нарушување. Ние ќе влеземе внатре прво да видиме што се случи, па после ќе му се јавиме на институциите, мислам полицијата, Центарот за социјална помош тука во Гостивар, ќе му се јавиме и на хитна помош ако е потребно, бидејќи не знаеме ситуација. Информациите што ги имаме до овој момент се дека тие веќе неколку години немаат ни вода, ни струја, ни никој не се грижи за нив. Сам си тука? Што правите? Како се живи? Никако, а? Здраво? Здраво. Како си, чичко? Колку години имаш? Ајде малку тука да Чекај, не. 90 години има. Вака живееш? како пет. Колку ќе? Никој не се грижи за тебе? Не за никој да се грижи. Сам се грижам. Ајде, дојди. Не. Здраво, добар ден, како сте? Немате ни струја, само. Не. Немате ни струја, ни вода? 9 дена само имаше. 9 дена имаше тука вода и струја. Дојдат двајца, исклучија све и не оставија како куќиња на улица. Кој бил со бака? Бака живиш? Мам, Бака живиш, а? да, во и тој инвалидија. Ау, колку го не знам. Од 2019 немате струја. Од први немам струја, од 1 октомври 2019, од 15 септември од пред бараката. 15 септември. Зашто се греете сега? Немам на игрење никако. Значи, Водата ни исклучија ноември месец 2023. од кога не се 2024. од кога не се бањате вие? Од уште кога сме додени. Не сте се бањени. Не, Колку време е тоа? тоа е од кога сме 15 септември 2019. Од тогаш. Од пред бараката. Како се викаш ти? Војска. Војсла. Не знам колку дена, 20 дена, 20 нема повеќе. Што не од кога не си избавен? Ја не знам чим да борам. Овде студицата така не ми откажа, ова ми откажа. Чекај ти.
И ова овде погледате. Ај покажи ми малку станот, ајде. Тука што е ова? Тоа е Што е ова? тоа е мизерија тука. Ајде да видиме. Мизерија, права мизерија. А во 21 век. Ајде да видиме што е тука. Тоа е тоа. Тоа е тука. На некого им свршија работа. Над не оставија на Што е ова? Ова е санитарија. Бањото? Молам. Бањо е. Како? А бањо е, бањо. А. Веце, туалет. Да. Ова е туалет. Да. По кај правите вие? Ова гнио е, вака како ватите. Ама кај правите туалет? Кај правите? А во најлони големи. Во најлони? Да. Како е во најлони? Е, ваки најлони. Како е најлони. Е, всичко кај фрлате после? Кај фрляте после? Тамо, Од балкон. тамо, не, Од балкон. и од балкон и од секаде доаѓат. Ајде да видиме друга соба Некој малку. дури така да не изкам кажам, и ќе одговарам ако не е вистина. Ајде дојди понабака. Тука. Само да плачам, ама Тука спиете? А? Тука спиете? Да, тука. А што? А, Што ова, бајде? кое? Ова. А, тоа, кога плувам, ги завиткувам хартиите. Може веќе. Ова е срамота. Како се останали луѓето. Не, ја имам пишано писмо до некои луѓе, ама не смеат да преземат никаква мерка, затоа што и се плашат да кажат вистината. Ја ќе ја кажам вистината по живот и смрт. Do me thonë, bëhet fjalë për dy të moshuar, babai i rreth të 90 vjetave, ndërka që gjali rreth 50 vjeçar, të cilët në këtë banesë prapa me jetojshin në kushte ti themi jo njerëzore dhe gjë që rëndë më besoni çfarë kemi parë brenda dhe çfarë shihni ju në video. Domethënë ata nuk kishin as tualet, as ushqim, ishin të palar dikun më shumë se 1 vjet e gjys. Domethënë 1 vjet e gjys nuk janë larë. Tani ne do I informojmë organet kompetente, do presim që policia e Gosivarit vinë vend ngjarjes së bashku me ekipin e ndihmës shpejt dhe qendrën për punë sociale për të parë se si do vijojë ky proces. Gjithsesi që ne do të qëndrojmë deri në fund këtu derisa këta dy njerëz spaku të drejtohen në institucionet ku duhet që ata të kalojnë pjesën e kohës që ju ka ngelur për të jetuar. Значи që mund t'i japim në organit na kompetentните органи, на полицията и на помощ да доаѓат на лице место да го видат случајот, да ги чекаме и Центарот за социјална работа Гостивар, да ги прашаме што треба тие да направат тука, бидејќи тие само требале да дојдат порано нас во овој случај, бидејќи знаат луѓето прават и петиција тука за овој случај, информирано е полицијата, информирани се сите институции и че треба ние че седиме до крај тука за да можеме да бидеме ние сигурни дека овие луѓе ќе одат таму кај треба да го поминат годините што треба да ги живеат. Страшно. Në vendngjarje ka ardhur ndihma e shpejtë dhe policia e Gostivarit. Dua të theksoj që policia ka qenë me njëhershme reagim, kam pranuar me njëherë thirrjen tonë dhe ka ardhur edhe ekipi ndihmës shpejt. Presim ekipin e qendrës për punë sociale që të vinë në vendin e ngjarjes dhe të vazhdojnë procedurat që këta dy njerëz përfundimisht të jetojnë ashtu siç duhet. Qëndroni me ne, do të informojmë hap pas hapi për gjithçka se të nderuar shikues, këta dy njerëz do të drejtohen për në spitalin e Gostivarit dhe më pas së bashku me qendrën për punë sociale dhe policinë, normal të gjitha institucionet së bashku do të bashkëpunojnë që të gjejnë një zgjidhje për këta dy persona. Në moment që po zbrisnim nga shkallët, takuam edhe
mbesën e tyre, e cila gjithashtu jetonte në shtëpi pleqësh në Prilep, ndërkaq tha se gjendja e tyre është e rëndë dhe për ata nuk përkujdeset askush për momentin. Unë shpresoj që qendra për punë sociale, që në fakt zbën asnjë punë dhe që është dashur deri në këtë moment të bëj punën e vet, shpresoj që nga ky moment e më tutje të jenë më vigjilent dhe të bëjnë punën e tyre deri në fund. Ne do t'i qëndrojmë me rastit hap pas hapi në informim, do të pyesim çdo institucion çfarë kanë bërë dhe do t'ju informojmë në kohë. Faleminderit që paraqisni në Tetova Sot dhe tek unë Evria Demi, shfrytëzoni numrin e telefonit 071 299 394 për çdo rast.